Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк, во откривање на нови, интересни концепти. Ова епизода ја посветуваме на здравата и протеинската храна, која се повеќе луѓе почнуваат да ја применуваат. Здраво, Мартин. Добро дојдовте. Благодарам. Отлично. Ја чекав од една покана од кај вас. Тука со ФДА. Мило ми е, драго ми е. Море да седнете. Фала многу. Ајде. Здраво, добар ден. Ски бомбици. Профеински тоа, а? Да. Ова е супер. Ама ова е за... Нешто посебно. Нешто посебно. Браво. Не знам, што ми подготвивте овде? Отегерам ков коктейл смути, не знам како го викате ова? Смути, односно зелено смути, сумето хук. Како? Хук. Кук. Како што кажува самото име. Проб, ајде. Дегустирате да видиме. Да. Многу добро. Многу убаво. Зеленово измешано комбинирано со вода, брокола, беби спањак, јаболко, авокадо, буквално витаминска бомба. Навистина, сите состојки, кога ги кажеш така, так, ги осеќаш. Може да се. Авокадото малку е по-нейтрално, да кажеме, него че навстуваме, ама све другото, јаболкото, бананата, све тоа се осеќа кога се пи. Многу убаво. Ова ваку ми е, тоа е домашно? Вие го правите? Тоа е домашно, да. Односно, протеинските бомбици со овес, протеин на фризмешо, Добро. протеин од озгора течен и како декорација исто чоколаден протеин. Све протеин. Протеинска бомба. Најдоместна. Бомбици од протеини, да. Бомбици од протеин. Браво, ама не давате 3 по човек, ја би само ти тоа е. Ни по човек се нову протеин ќе да дадеш. Еме, ти ми биди тешко постав. Тука е со смутите да дегустираме. Бекон Добро. Ајде. Кога ти носат нешто, мора да се проба. Па да. Тоа мислам од тие македонска традиција. Нормално ја треба да дојдам со благо, оти се влегува со благо негде. Вие ми го давате благото да ми види по благо влегување. Ајде ќе проверам го туда е. Тоа многу добро? Јас мислам дека се Уау, моите омилени. не очекував. Верувајте ме. Нешто интересно и много Да. вкусно. Јас сум борем фан на чоколадо. Дај тоа во Белгија. Мислам да има еден од најдобрите чоколади во светот. Ама ова, браво. Многу ми се допаѓа. Интересен Овес. овес така, да. Со сушено овоше. Едната интересна комбинација, Ова, да кажеме лесна за секојдневие, буквално за десерт. Да десерт. Перфект. Признам, за почеток на денот и тоа одговара. Измиете, сопку на уста, ама мислам, од ти Марти имаш нешто повеќе да не објасниш. Овде сме во фитнес хаус, така да? Се тоа што јадете овде, ние за фит. Мислам да ти многу спортисти доаѓа Петер. Така, да. Да. Многу познати спортисти. Ја најголемиот спортист, ма јас мене ми е маса спорт, затоа дојдов овде за да го пробам јадењето од спортистите, пардон. Помијате ни малку повеќе за фитнес хаус. Вака, целата приказна на фитнес хаус почнал пред отприлика 10 на годин. Со цел на мислам, целта на отварањето е нели да се донесе до некој заклучок, да се внесе, односно некоја главна замисла за здравата храна, односно посебно кај младите луѓе. Тоа е главната наша цел. Ја мислам оти не само младите треба да јадат здраво, но Так. само оти сите. Се почнува од најмладите Најголема возраст. деца, да кажеме до 7 до 77 години, така се казва нешто така. Сите треба малку да се навикнеме да јадиме нешто малку поздраво. А навистина има убави места како капо по фитнес хаус, што ви го нудат тоа, што треба да се мачите, они ни го нудат. Така, интересни рецепти, секој концепт, тоест концептот на фитнес хаус е нели здраво исхрана, односно се искалкулирано на брат. Што можеме одредите и домеки за храната, ставаме нутритивна вредност во набар. И тоа што никои луѓе што си имаат замисла за бежбање и за фит живот и слично, да се остварат
да се остарат идната цел. И изминете што ви прекина, работите со нутриционист, со некој посебно што ви прави рецепти така избалансирани и све, има некои луѓе што се одговорени за тоа позади и Има луѓе што се пресметуваат, односно нели повеќе диети се мешани, кето диета, палео и слично, од нели со цел и намена бидејќи има и посебни искрени за одредени луѓе, односно слабење, здрав живот и слично. проби. Да, така да тие диети се наменети особено за лик. Ние си имаме нели некој формирано пут на луѓе, односно што се задоволни со техна годините и од Ќе видовте и кога дојдовте претходно, овде секогаш имаш и бано навеќе, вадаре, така да. Секојдневно си доаѓаат и нови луѓе, успат ке се влезат, си пробаат, задоволни се. Барем тоа е главната цел на Фитнес Хаус, односно тимот на Фитнес Хаус, секој член од тимот е планно координиран да биде атмосферата направена пријатна, удобна, топло жупално за работа, за да постигнеме нели, за да може да се ужива во кајната што се служи кон менето. Браво, така треба, мислам оти овде сме во второто место од Фитнес Хаус. Овде сме во главното дел, што беше пред 10 години, и овде сме во последниот објект, последно вториот објект, што го отваревте во Скопје. Убаво, навистина, во една друга населба, не во центарот, малку надворот, надворот гработ. Не сме толку надворот, Красово надворот прати нас. надвор и визија, ете така, во исто кај. Да. Вие сте одговорен од сем, ти, да кажеме ти, вие, така, овие. Не, јас сум стариот овде, ти си одговорен овде за објектот. Многу задоволни, како ви кажат, многу посетители. Добра, нови посетители, каде стежа гости, Да. едносно, ова мислам наш нов локал, скоро отворен пред прилика година, така да буквално е, мислам истата замисла што во центар тука пренесено е се исто, буквално истата атмосфера, истиот квалитет, за да може да се возможи да се ужива буквално во храната и воедно да имаме квалитетна храна, квалитетна услуга, здрава храна и слично. Мислам, ти имате голема екипа и во Коина. Спремни се? Секој Јас знам ти договорено да се видам со нив. Малку треба, малку така, ми кажа од почеток и се, да одиме да ги посетиме. Сега? Што мислиш? Да одиме, да? Се одиме заедно да Гостираме небитно. регистрираме на крај, тоа обавезно, дора, ако е нешто лајт, нешто за мене така, ќе дегустираме на тај. Одиме во Коина. Одиме сега. Ние Тардиме? во Коината сега. Марк, сега сме ние во куњата на Фитнес Хаус. Добро. Мата сме во Гужвичка, Па малку повеќе гледам, да. малку повеќе. Извини што Сакаат дојдовте луѓе здраво сега, па искрена, да. здрави навики. Ќе покажеме некои рецепти за да видат луѓето како се спрема и се слично. Океј. Па ние ќе видиме во гужвата. Тоа мислам ти прв пат ќе ни се случи да снимаме лайв. Тоа е лайв кукинг сега денес. Луѓето шефот ќе видат се во гужва, а јас ќе видам меѓу нив и ќе видам што ќе готват. Океј? Па фала ти. Ние се гледаме после за лапање нешто. Ако останува нешто. Така е, ќе стане сигурно да дегустираме. Ајде. Шеф, здраво. Здраво, Марко. Како се викате шефот? Јас извините не ме познавам. Борче. Борче, Да. па Борче. Мило ми е Борче што сум во вашата коина. И нас не е мило. Гледам исто. ти малку трчате. Мислам ти фитнес. Така е, хаус. малце, да. Това е ритамот, во коината. Што ќе ни готвите денес? Гледам ти нарачки имате колку сакаме. Имаме, еве Охо. видите како маркетинг. Браво. Имаме од паста, да. Тоа е салмон паста. Салмон паста. Да. Гледам ти се интегрални тестенини што го Интегрални, да. Браво. Кај нас све интегрално тесто. Користиме здрави намирници, Добро. свежи намирници Свежи секојдневно, да. Па знаете што, многу сум среќен, оти доаѓам во едно време каде имате гужва, оти пак ќе кажам на гледачите, ретко е да се влези во една кујна кога се работи. Нормално не се прави тоа. Извинете, вака. Па не. Јас пак ќе кажам, многу сум среќен, оти можам да си дозволам да влегувам во вашата кујна. Што ми го дозволувате тоа? Оти да ви кажам право, ако јас имав ресторан,
Ако имам гужва во кујна, нема да влезете. Епа, фала ви многу. Ајде. Секогаш сте добре дојдени кај нас. Ви благодарам, фала ви многу. Гледам, правите на тава така на лок. Што е Да. тоа? Ова ни е специјалитетот на куќата. Зеленчук со пилешко месо. Зеленчук со пилешко месо. Да. Добро. Киплица, модар домат, морков, брокула се става, пилешко месо. На крај кога е готово се става соја и урда. Протеинчиња да има малце така. Одлично. Ама луѓето се многу среќни. Се развија зашто доаѓаат овде кај вас? Да. Навистина таква храна многу ми се допаѓа мене. Ми кажа Мартино, ти многу спортисти доаѓаат кај вас, луѓе што пазат, што прават диета со такви Точно, ствари, да, што имаат посебен начин на исхрана, да кажеме. Да. Пресметани се вкупните калории на сите оброци, пресметани се јаглени хидрати, протеини, повеќе на протеинска исхрана, помалку јаглени хидрати, масти. Јас му прашав дали имате нутриционист или диететичар, нешто посебен човек што вие сте шеф, Да. вие ги правите рецептите, да кажеме. Ама они се посебно соработуваме со нутриционисти кои што пресметуваат. Ете тоа е тоа. Исто и со фитнес тренери. Ете тоа. Ама гледаме и вие сте малку шланг, така не сте толку. Оти за шеф на кујна нормално е малку подебел. А? Гледам вашата асистентка, а? И она е слаба да кажеме. Да. Добра кондиција сте овде во кујна. Извинете пак што ви сметам. Во, ама оп. Тука што ни правите тестенините се со лосос, така ми кажа. Да, со лосос. Океј. Каков лосос? Варен лосос, димен лосос, нешто посебно? Варен лосос. Варен лосос. Да, варен Океј. лосос. Одлично. Ама добри порции се, а? Има за јадење, а? Да. 250 грама шпагети. 250 грама Да. што? Суви не, подготвени. Сварен, да. Сварен, Да, да. да. Тоа се околу 125 грама, 100 грама суви. Да. Извините, шеф. Извинете, дека малце. Оп. Ете тоа е. Браво. Ајде. Сервис. А пред и за носење гледам. Да. Соработуваме. Да, видов, со чекат надвор, да. јади, да. Одлично. Ке имате време да ми подготвите нешто за да пробам или ке мора да дојдам друг ден за... Ништо не ви ветувам, меѓутоа може да подготвиме. Добро, ајде. Ова гледам. И ова е при крај? Да. Што ги мешате јајцата сега со зеленчукот? Тие се протеински лепчиња, правиме од тие вечерни протеински лепчиња од овие вака. Да, ги познавам. Многу добар леп, Да, навистина. Тие Ми се се допаѓа. мали оброци за Океј. меѓуоброк. Многу сакам. Знаете, јас, како можам да кажам, одамна не работев така со толку голема екипа и све. Јас си работам сам. Јас сум готвач, приватен шеф, си работам сам, ама убаво е да се осеќаш така во една кујна каде има работа, каде има тој мирис, Да. мирис од готвењето и све. Тоа е нешто што, вау. Што ме прави многу среќен. Многу. Ама гледам од вас, работите со насмевка. Имаш ветите лепчиња, така добро, супер. Таа работа не ја правите без љубов. Ако не ја сакате, ако немате љубов кон готвењето, џабе. Све што ќе готвите, ќе го готвите, оти мора да се готви. А нешто кога мора да се готви, не е вкусно. Искрено кажано, нема друг збор. Кујната е една професија што мора да се работи со љубов. Мора. Ете тоа е. Точно така. Храната сготвена со љубов секогаш има подобар вкус. Така е. Што ни правите сега? Тоа е? Тоа е Сос? за тие потекените уделуци, кои сами го Сос. приготвуваме, да. Добро. Све што правите сосови такви ствари, и тоа се домашни сосови што ги Да, правите? да. Браво. Тоа повеќето се домашни. Да. Одлично. Каква екипа, еден готви, другиот тура пилешко, ајде, одиме. И келнерите доаѓаат, ајде, вадиме. Каква екипа. Одлично. Ова ни е урда. Да. Добро. И тоа додаваме во зеленчукот уште. Да. Океј, Да се спои да добие кремаста структура. супер. Плюс урдата не е толку мрсна, да кажеме подоб, да. Браво, Не е паметно. мрсна, има Да. многу протеини. Да, паметно.
Ја до сега немам никогаш ставено урда во јадењата, никогаш. Па браво. Тоа е малку да кажеме македонски начин, тоа македонски производи, готвени на помодерен начин, на по Да. Традиционално со модерно. Ете така. Браво, многу ми се допаѓа. На вистина. Епа, ме научив нешто ново денес. Вие имате еднам малите лепчиња, да, со малку цвекло, да, а црвен хумус. Ние го правиме. Тоа е цвекло, со база од цвекло и наут. Имате наут. Добро. И другите се со авокадо И јајца. и јајца едам. Добро. А овие авокадото за разгоре и црн сус. И други вечно макар црн сус. Има чучу да се Не, јаде овде. точно да. Браво. Протеинско и смислено енергетско. Одлично. Значи ве вежбачи. Е, вежбачите овде, не само од тука, ама повеќе од тука. Па тоа е. Браво. Многу ми се допаѓа. Ја мислам ти за денес ќе завршиме во кујната, да ги оставиме да си работат, имат многу работа. Мило ми е што ме оставија да дојдам во кујната, да бидам дел да кажам од ова гужва, па ќе одам пак во ресторанот. Да, супер, супер. Ќе одам на маса, ќе седнам, ако имам нешто за јадење. Супер, ако не, па ќе видиме. Се гледаме за кратко. Марк, ова е нашиот специјалитет. Епа, браво. Успеа да ми направат нешто. Успеа. Извини што дојдовте така во кујната и што беше толку гужва, ама вау, има народ. Гледаме и ресторанот е фул. Ја треба да јадам и на шанков. Атмосфера. Вистина? Да. Браво, многу се гордеам за вас. Што ми направи? Ова е нашиот кето бургер, односно бургер. Мислам дека е единствен во Скопје да кажеме, со тоа што ги имаме придобивките на обичен бургер, но со помалце масти, повеќе протеини и односно без сели хидрати. Браво. Лепче од јајце, плескавица од рамстек, Лепче од јајце? лепче од јајце, плескавица од рамстек, кисели краставички на страна, рукови внатре и сос со ниска масленица. Браво. А ова мора да се проба. Мислам дека е Да. Брзо ќе го пробам, да не ги сметаме повеќе на овие убави луѓе што навистина се на работа. Ова е мојата милина. Многу убаво е, навистина. И сосот, и месото. Ова ми дадоа идеја. Навистина да направам нешто. Мартин, ќе мора да завршиме денес за кај тебе, да? Ти или не знам кој ќе ми дојде, ја чекам од вас еден да ми дојде во мојата кујна, да готвиме заедно, да разговараме уште малку и да се гледаме во мојата кујна. Се гледаме. Така е, се гледаме. Здраво, добар ден гледачи. Добро дојдени сте во мојата кујна. Ете, која е кујна? Да, мојата кујна и кујната на нашите партнери. Да ги кажеме кои се нашите омилени партнери, без нив, пак ќе кажам, не можеме ништо да направиме. И со нив правиме преубави емисии. Се надевам, од ви се допаѓат, јас уживам. Се надевам и вие уживате. Унибанка, Нептун, Карес, Беко, Алпско, Златополје, Президент, Сарајева Стекхаус, Ројал Фиш, Кристал и Прима. Прима за преубавата кујна што ни направиле. Денес имаме посебен гостин. Гостинот ни доаѓа од Фитнес Хаус, Мартин е од ние менаџер таму. Ке го повикаме да ни дојде во кујната. Ајде Мартин, дојди во мојата кујна. Здраво, Марк. Здраво, Се Мартин. најдовме повторно. Епа да. Како сте Се ви? видовме кај тебе, во објектот каде работиш. Да. Поминавме прекрасен момент таму, малку гужва имаше. Малку гужвичка, да, И ама ние се додадовме уште малку гужва. Ке му кажам и ке се заблагодарам на вистина што не оставија да можеме да снимаме во меѓувреме што имаше полно народ. Така. Извини не уште еднаш, ама фала многу
што можевме за прв пат, мислам, да покажеме оти во една кујна како се случува кога има народ. Така е. Чекај, гледам, има Ова е малку нешто, поклон од Fitness House. за мене. О, За Марк. фитнесот. За Марк. Екипа, кујната се ми направи нешто или многу баво тоа. Нешто интересно од наша Тоа. страна. Да, Многу храната видов сакам. минатиот пат. Овие се Протеин, еден начин на пинат. протеински пинат батер, односно Добро. путер од кикирики, кремче имаме и бело кремче исто така. Нешто Проте- специјално за вас протеинчи за да мене, испробате. да се имам За мускули, мускули, така. Фала многу. Ти благодарам. Што? Епа Таман ќе ми работа. биде тоа супер задоволство. Ова како се употреба, се става на лепсе, како се прави? Се Буквално готи со со тоа? мачка како сакате вие. Барем тоа е олеснителна околност, буквално се протеински си мачкате Само како можете на да што убав парче леп. сакате. Само тоа. Само добро парче леп. Одлично. За да уживате. Па фала ти многу. Нема А јас што. денес малку ми беше задача да направам нешто малку различно. Оти видов во кујната они правиле така со нудли, се внимавале, со преубави рецепти. Јадов еден бургер таму, лепчето беше јајца. Вау. Така, баш, Многу вау, беше. буквално. Да, затоа сакам да направам нешто малку различно, нешто што го немате кај вас, ама го правите на тој начин. Така. Имаше пилешко со нудли. Епа јас денес од Злато полје го зедов фидето. Фидето го сварив, многу брзо се сварил. 2 минути е пишано на пакувањето, јас го направив малку повеќе, 3 минути го сварив, спремен е, тука ми е позади. Ќе го потребиме во рецептот. Денеска ќе правиме фиде со пастрамка и малку на кинески начин. Ќе му додаваме млад кромит, пиперки, ќе му ставиме малку домати, неколку зачини, тревки, свежи тревки и све. И имаме овде еден бујон од зеленчук. Освен ќе биде сервирано некако една супа, некако едно, веќе видите, ќе биде малку поспецифично. Ќе биде мала супа со многу зеленчук и тестенини и пастрамка. Ете тоа, нешто протеинско. Ој, јас. Да се подразбере. Така е. Интересно. Знаеш што ти, како да кажам, кога гостите ми доаѓаат во емисијата, малку треба да зборат и за нив. Така, Кога бев така, некај тебе, така. збореше за објектот каде Општо работиш, за за Fitness Fitness House. House, така Океј, е. можеш уште да додаваш нешто, ако забореј да ми кажеш нешто посебно така, што е така, за така, од така. приказната од Fitness House. Ама сакам да знам кој е Мартин. Така. Знам Кој од е млад истинскиот дечко, Мартин? да, млад Така дечко. е. Ја видов таму, ти сите женски и све тоа. Се Мартин, а? Може да се каже. Па, го кажав така, оти тоа го видов. Така. Готово. Знаеш, па мислам ти среќен треба да бидеш кога си на твој... Среќни и благодарни, така е. Дали има жена дома? Имаме девојче, да. Жена не се уште, Тогаш но... ништо не кажав. Не, Ова не се рачуна. се шалам. Така е, мала шала да Да, првме. ајде, повели, објасни ми малку повеќе за тебе, а јас Така. мора да почнам да Слободно. готвам. Нашиот Ете така. рецепт. Да. Буквално, како што ви кажав, ќе се навратиме малце на Fitness House. Целата приказна и слично почна пред 10 години, тоа што нели односно некој концепт смислен за здрава исхрана. Да. Така што како што може да видите, ви Марк ни припрема нешто така слично на нас, да се изненадиме и ние. Тренд е, Така, не само така, не да. само тренд, ма мислам пак и ќе Може да се се повторам, каже. да, ќе се повторам оти после корона. Мислам оти корона ни направи тилт на сите. Да, малце Ни ги тилт. отвори очите, ни ги отвори не само очите и све другото, Така, за да размислиме, Да почнеме, припазиме на да, пазиме здрави на нашата навики. исхрана. И од тие исхраната може да биде лек и може да биде и отров. Така е. Ете тоа е. Ама, Вистински зборови од Марк. да, мене на вистина. И тоа е, знаеш, ти ми го кажа, многу луѓе ми го кажа до сега и на вистина тоа е нешто што ни направи голем шок. Голем шок. така. Така можеме да го кажеме, шок. На вистина. Може да се каже секако, мислам и короната барем за нас помина окей, се слично бидејќи барем сепак имаше некој ајде да кажам нашите редовни гости со текот на годините и слично свеста дека нели здравата исхрана веќе е битна, односно нели најбитна во секојдневниот живот. Точно. Како со годините, буквално сега можам да кажам се зголемуваат бројките нели и слично. Нас ни е драго и мило и сме благодарни нели што буквално ја креираме свеста кај луѓето за здравата исхрана. Океј. Кај што можеби да нели да си придонесат самите во здравето на својот живот. Од таа цел Fitness House може да кажеме. Да, Слободно. денес Македонија ти нуди полно
прекрасно Така. овоше, прекрасно зеленчук. Имаме све што ни треба во Македонија за да можеме убаво да се храниме. Да. Жал е што луѓето не ни мислат на тоа. Второ, немат више многу време. Не обрнува внимание малце. Да, малку внимание, малку импровизација, да знаете малку што треба да гответе, да правите и све тоа. И со ништо можеш да направиш нешто преубаво. Ете така. Ете така. Ама благодарение што сте тука, за да малку да ги отворите очите на свеста. Ете така. Ете така, тоа сакам да кажам. Може да понуваме сега, мислам дека го видите минути слично, буквално нашето име формирано. Сакам да кажам, нели, во светот на здравата исхрана и се битни се, сакам да калориите, протеините, јелихидратите и слично, можам барем да се пофалам, нели, со Фитнес Хаус, дека ретко се во своето мене ние си имаме и буквално искалкулирано колку калории има секој оброк, колку протеини и слично. Секоја честа тоа, да. Нели, за да можат луѓето да се обрнат внимание на што Ја можам да кажам, слично. тоа е нешто што мора да го знаеме, мене ме мрази. Не, искрено кажано, знаеш, ја проблем е и не е проблем, што све што правам ми е така, немам посебни рецепти, јас што имам на рака, и тоа ми доаѓа и тоа го готвам. Ако треба секогаш да го земам, да знам колку калории, толку тоа, ми одзема поќе време да го направам, осем да го готвам. Така, одзема време секој. Да, одзема време, ама секоја чест што го правите тоа вие, многу го почитувам. Оти луѓето на вистина треба да го знаат тоа. Да. За себе посебно, нели, здравата исхрана, односно. Се си е наведено буквално во менито, нели, за да можат они да си пресметат денски и слично и како, да. Се знае за еден спортист, му треба толку. За еден што не се движи многу, му треба толку. Епа, тоа е, мора да трошиш што внесуваш. Така е. Ја внесувам повеќе од што трошам. Колку што трошим. Да. Епа тоа е, знаеш, нема тајна да кажам, тоа е нешто што мора сите да го почитува. О, како убаво мириса. Знаеш, лукчето му дава тоа. Не можам јас да готвам нешто да нема лук внатре, да нема посебни зачини така. Да. Ке му ставиме малку и ѓумбир. Да, ѓумбирот дава сила, да, малку куркума. Многу ги сакам овие зачини, многу пати ги употребувам, ми се на рака и на вистина многу ги сакам. Ѓумбир, куркума, оригано и лук во прав, многу ми се лесни. Подоравка прат, на вистина многу лесни пакувања, што можеш гледаш да ги употребиш вака во сите јадења. Оригано на вистина е повеќе медитеранско, ама ми се допаѓа. Го ставам тука. Да. Добар концепт се направиле за да споредиме со мали измени, ама стварно интересно. Овде малку свежо нане. Топ. Продолжи, слободно. Буквално тоа сакам да кажам, имаме посебни рецепти, нели, како што видовте и бургерот што го пробавте. Еве да кажеме. Изненаден бев, навистина. Што лепно, не е лепо ја. Така. Малце невообичаен рецепт, ама мислам дека е редок и буквално, еве да кажам, во самите состојки, односно и на целото мени, да кажеме нормален бургер, да се формира во нешто здраво, а сепак да може да уживаме. Односно, лепчето беше, нели, од јајце, користиме исто така во нашето мени, ајде да кажам, состојки кои што се со малце посебно на посебен начин направени, односно нискокалорични сосови, нискокалоричен кашкавал и слично. За да може, нели, јадењата да испаднат буквално како што се калориите, но да може и да уживаме во тоа сепак, нели, за да не биде да кажеме здраво. Мислам ти да се готви, окей, да пазиш на калории, да пазиш на пуно ствари, ама треба да биде вкусно. Така е. Ако нема вкус, џабе да се мачиш, да бараш решење да биде тоа. Не може да биде убаво, а ако нема вкус, не е тоа. Така. Посебно, мислам, внимание, нели, уфрлено на тоа, бидејќи, еве да кажеме, посебни состојки и се, храната е вкусна, нели, со однос на, тоа е доказ, ќе се надоврзам покасно за новиот локал, ние малце зборнавме за него, буквално тоа е доказ дека имаме потреба, нели, веќе премногу клиенти, побарувачка и слично, луѓето се сестуваат, тоа е доказ и дека, нели, има поголема побарувачка, со тоа што имаме нов локал на територијата на Македонија. Уште еден ќе се отвори? Отворен е, веќе еднаш, да, ние бевте го посетивме. Вториот локал, ете така. Океј.
Да продолжи. Слободно, така да тоа е фактички новиот локал е веќе отворен, територијата на Македонија во аеродром, нели, со големата побарувачка се следуваше и нов локал, така да среќни сме и благодарни што ето буквално луѓето се свестуваат. Браво. Има нарачки, храната е одлична. Пак ќе кажеме од тоа е атмосферата доказ. одлична. Ова е доказ, да, Да, дека за функционира. квалитет, дека функционира, дека луѓето го сакаат тоа, Дека и сме- има Побарувачка. побарувачка. Малку Така, тешко ми е да го кажам. Буквално. Побарувачка. Гледај како. Ние полека Буквално полека, одлично. знаеш, оти сме при крај. Буквално Гледајте. одлично. Гледачи, што направив? Све е измешано, го додадов. Ја додадов пастрамката, свежа пастрамка, обескостена, многу лесно. Извадов кожата, сечкав на мали коцки. Професионално. Да, малку само да се потпече. Јас бујонот ми е тука. Гледај што ќе правам сега. Ова све Го ставаме. го оставаме во бујонот. И сега ќе продолжи да се вари на рад. Имаме нешто преубаво. Многу ми се допаѓа пак. Оти ова ми текна пред да дојдеш, ми имав намирици и кажав ајде, Така. ќе ги готвам Некоја инспирација. Да, инспирацијата. Ова можеме да ги додајме сега и фидето е како нудли. Ете, го додаваме внатре. И ќе имаме преубава Преубаво. буквално. порција. Ќе додаваме малку, не додадов сол, како видовте, ќе додаваме малку од соја сос. Така. Уау. Буквално преубаво и мирисаше и преубаво изгледа. Гледај, Буквално гледај, дојди. Гледај, слични видиш, состојки, а Знаеш? преубаво. Топа. Многу ми се допаѓа. Преубаво. Ќе уживаме. Ова може да се изгаси, ова да продолжи малку да се вари. Крчка. Да, да се крчка, а ти продолжи да крчка и со... Имаш уште многу да кажеш? Кажи ми нешто. Секако. Да? Јас буквално еве да кажеме за мене. Па време е да збориш малку за тебе, па време е да се пофалиме. Да го знаеме кој е тој дечко, Отприлика. кој е тој Мартин. Отприлика пред 6 години се запознав со фитнес хаус да кажеме, така да едно 6 години И сум ти таму. спортист или нешто така или што? Буквално, еве да кажам за мене да се пофалам, цел живот сум спортист. Буквално Ба, да се гледа, сакам да гледа. кажам Гледате го како е. да се пофалиме. Па да, ај. Сакам да кажам активен, спортови, тренирање и слично. Океј. Барав на некој начин нешто, мислам, јас од порано се почнав, нели, здрава исхрана и све сакам да кажеме, но така фитнес хаус се најде во мојата приказна од животот, што буквално, не знам, ми одговараше начинот на општо атмосферата на местото, Океј. менито и слично со тоа што, нели, Гледам, се вклопивме. клиентелата е помлада, а? Така, Млада и да. средна клиентела. Сакам да кажеме- Можам да кажам од 15-18 до 40 на Така, година така, така нешто. така, негде да се Возрастните движи. како мене не ги сакаат, не ги сакаат. И не ги се шалиме. Да, буквално таа клиентелата, сакам да кажам, нели се Активни веќе луѓе. почнува да се пронаоѓаат во, мислам, таа возраст во здравата исхрана и слично, буквално мене ми е моментално погодено, сакам да кажам, нели со исхраната во текот на работата Да. и се концептот е тој буквално перфектно функционира. Браво. Менито е веќе изградено, секој знаеме нели да додадеме секако ново нешто на менито за да Пак, ќе се повторам, го видовте тоа кога снимавме таму предходно. Така. Беше вака. беше буквално гужва. Да, ја морав и на шанкот како човек што го стави на страна да пробам, оти немаше место на маса. Од самиот Да, бургер, па така, да, така. така беше. Знаете ние, ќе ми извиниш, Слободно. ќе правиме кратка пауза и ќе се вратиме. Епа, Државте кратка назад. пауза, многу брза. Малку изчистивне, малку средивне, донесивне поклоните, и поклоните обавезно за гостите што ни доаѓаат. Мора да ги спремаме. И поклоните, седовте ни во тањер, ќе го употребиме за нашата рецепт, денешна рецепт. Денешната рецепт, како кажав, преубава е при крај, е завршена. Ке ја сервираме. Ти сакаш да дзирнеш, да гледаш на што личи. Ја мислам ти ќе почнам да со ова, да ставам главните состојки. Така. Уау, како убаво изгледа. Буквално прво мириса и изгледот е перфектен. Мирисот е, да, е преубав. Така. Знаеш што ти ова е едно јадење, што ти направам денес, со чат пат го јадам со сопругата, ние си сакаме така јадења, многу сакаме да одиме во Азија, многу сакаме да одиме во такви држави каде имат посебна кујна,
А оваа кујна, навистина, е феноменална. Феноменална. Оти може да јадете од ова, не можам да кажам колку сакате, да, може да се јади на големи количини и да не се поправате. Тоа. И тоа мене ми се допаја. Навистина, они имаат една филозофија на готвење. Во све треба течност, во све треба зеленчук, треба тестен, треба многу ствари. И кога го гледаш ова, е едно балансирано јадење. Буквално. Да, буквално. ете така. Имам секогаш сусам на располагање, малку сусамче на крај. Гледај какво го јаде. Перфектно. Перфектно. Ке пробаме за кратко. Мислам ти ми кажа ти све што требаше да ми кажеш денес. Секако. Дали имаш нешто за да додаваш? Тоа е тоа, во главно мислам дека концептот е јасен, нели? Знаат кој е Мартин, ово дечко спортист, а? Така е. Преубаво си поминавне, а сега јас ќе ти поклонувам, како да кажам, поклони Поклони од назад. нашите Така е. партнери. Карес, се знај, карес, ножеви карес, тањири тенџериња, све што ви треба за дома и за декорација, кај карес ке го најдете. 1000 денари за тебе. Благодариме, Марк. Повели, па можеш со раката, ама ќе треба Може на со секој, раката. на секој На секој ќе се ќе се мачиш, калории ќе ќе се трошиме. мачиш. Благодариме, Ајде. Марк. Продолжуваме. Имаме Royal Fish. Royal Fish. Што е Royal Fish? Пастрамка и краб. Димен краб, димена пастрамка, ладна димена, топла димена, димен краб и обескостена пастрамка што Како што ставивме во. искористивме. Ете Така е. така. Повели. Имаме Унибанка, се знае банка. Секогаш кажам што се прави во банка, се носи пари, се земува пари, се поземува пари, оти тука се за кредити, за многу ствари, стамбени кредити, за кола да си купиш, и тука се за да ни помагат во животот со парите. Повели. Ајде, продолжуваме. Президент, млечни производи, македонски производ, го имаме козјо сирење, овчо сирење, имаме кравјо сирење, има алпско млеко, има крем павлака, имаме Голем избор. многу голем избор од намирници во сите маркети, во сите дуќани. Президент се знае, повели. Продолжуваме. Македонско производ, уште кристал, без него не се готви. Секој ден во кујна, мислам оти зејтин ни треба за убава салата. Оцет од јаболко, имаме тан, имаме еленка, имаме граф, имаме пуно ствари. Повели. Фиде, го потребивме денес, за Тополје, секојаш кажувам, навистина 100 години на пазарот. Вау, немат 100 години тестенините. На пазарот 100 години. Фирмата постои 100 години, словенско производ, Подравка, се знае квалитетот. Тука е. За Тополје имаш асортимент, овде ти дадоа, имаш пагети, имаш папарделе, имаш интегрални тестенини, имаш нубава крв, имаш све за Тополје, за да уживаш. Мислам, ти имаш јадење за неколку дена тука. Од све тоа, вау, има комбинација од јадења врв. Сме при крај? Не. Да не ги забораваме, Сарајева, секоја недела подарува еден ваучер од 1000 денари. Имате прилика, можност да одите да јадете во Сарајева и да имате ваучер од 1000 денари. Ама за тоа треба прво да следете Инстаграм пејдж од Авантурите на Марк, Инстаграм пејдж од Сарајева, да оставите вашето име кај мене на Авантурите на Марк и јас секоја недела ќе одберам, ќе погодам, ќе најдам победникот на тој ваучер. Многу лесно. Клик, follow, клик, месаж, порака, вашето име и може ќе имате ваучер од 1000 денари, што ќе можете да го потрошите во Сарајева. Сарајева се знае, приубаво месо, ќе уживате. Ние за кратко ќе уживаме. Мислам оти ова ќе може да оди во кујната. Ако шефот дојде од кујната, ќе му покажев како треба да се направи. Мислам оти преубава рецепта направивме денес. Со нашите партнери, со Мартин, со мене, секојаш ви кажуваме, следете на Инстаграм, Фејсбук, Јутуб, а ние сме тука сите за вас.